Музичкиот фестивал Малино големи пејачи, повторно на сцената на Центарот за култура во организација на Асоциацијата за култура и уметност Мултиарт и Телевизија Плюс. Дека квалитетот и минатогодишната успешна реализација на музичката манифестација се препознаени во градот, но и во регионот, говори бројката на годинашните учесници, дури 24 композиции. Организаторите ги повикуваат љубителите на музиката да го проследат фестивалот в среда од 19 часот и да уживаат во изведбата на малите, но големи пејачи од Куманово. Повеќе детали околу подготовките за второто издание на музичката манифестација од изјавата на Драгана Станишковски од Мултиарт. Во среда, 25 јуни, големата сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев, во 19 часот започнуваме со Мали но големи пејачи. Ве покануваме да дојдете и да уживате во детската позитивна енергија. Ќе слушнете 24 изведувачи, 24 композиции, кои што ги знаеме, ни се познати и ќе бидат изведени од 6 до 15 години возраст дечиња. Подготовките за фестивалот траат неколку месеци. Имавме аудиција, имавме избор на песни, имавме вежбање на секој пејач поединечно со професорот Стојадин Ивановски Дине, кој што е иден творец на овој фестивал всушност. Подготовките се веќе при крај, се бираат гардероби, се подготвуваат последните чекори во кореографиите и очекуваме да чукне часот кога ќе го започнеме фестивалот. Почитувани сограѓани на град Куманово, почитувани љубители на добрата музика, ве покануваме во среда, 25 јуни, во Центар за култура Трајко Прокопиев, со почеток од 19 часот на Мали но големи пејачи. Најмалите ќе ги пеат песните од големите пејачи и ќе прозвучат во Ново Руво. Во организација на детско-младинскиот фолклорен ансамбл Срма, викендов се одржа второто издание на меѓународниот детски фолклорен фестивал. На дводневната манифестација настапија детски ансамбли од Македонија и Србија, кои што се чувари и промотори на традиционалните културни вредности и обичаи. Фестивалот е поддржан од Министерството за култура и општината. На фестивалот се представија културно-уметничкото друштво Панче Пешев, Српски вест, Срма, Динамик и Виртус од Куманово, фолклорни ансамбли, културно-уметнички друштва од Кучани, Радовиш, Лозово, Скопје, Штип, Свети Николе, како и културно-уметнички друштва од Прокупље, Бујановац и Врање. Од 7 јуни тече јавниот повик за мерката инвестиции во модернизација на земјоделски стопанства и тоа за набавка на трактори од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2025 година. Краен рок за поднесување на барањата до Агенцијата за финансиска поддршка е 7 јули годинава. Паралелно активни се уште два повика за набавка на приклучна земјоделска механизација и за инвестиции во опрема. За сите три јавни повици максималната вредност е 600.000 денари по корисник. Право на аплицирање имаат земјоделски стопанства запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно Законот за земјоделство и рурален развој. Крајниот рок за доставување на барањата е 11 јули годинава. Раководителот на регионалното одделение на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Куманово Џабе Рамадани информира дека земјоделците имаат најголем интерес за набавка на трактор. Најинтересно, актуелно е што тече е набавка на трактори, на кои гледам има доста голем интерес земјоделците. Сега тука се ограничени можности, не може да конкурира сите земјоделци, туку право на аплицирање имаат индивидуални земјоделци кои се регистрирани преку централен регистар и индивидуални земјоделци кои се регистрирани преку пензијско-инвалидскиот фонд. Исто така имаат право да конкурираат и земјоделци кои земјоделството е како дополнителна дејност, што значи по некој основи мора да биде регистрирани, било пензионери, било да се вработени негде. Исто така може да конкурираат и фирми, на кои земјоделството ги е основна дејност. Гледам, интересот е многу голем. Имам доста луѓе кои веќе завршија, аплицира, има луѓе кои доаѓаат, прашуваат што треба од документи, како треба. Меѓутоа, како што знаете, веќе секоја година се просто станува таа работа, колку документација, така да нема
буквално може да кажеш ништо. Ти само една изјава има која се нотаризира, со која изјавуваш дека последните 10 години немаш земено трактор. Било преку ИПАРД, било преку програма за развој. Друго, една понуда, ќе си земеш не 3 понуди како што е на ИПАРД пример, една понуда и тековна состојба со производствен план. Минимум треба да има 10, минимум треба да има 2 хектара земјиште, али таму е рангирано со водови, така да од 10 хектари нагоре ги постигнуваш максимум бодови, 100 бодови, 100 поени, од 2 до 10 се 70 поени. Има таму и со овоштарство, со лозарство кои може да конкурират, меѓутоа поените се толку на број што тешко се исполнуваат. Мора да биде мешано земјоделско стопанство да постигнат повеќе поени да можат да се класифицираат за да се разделат понатаму и да се рангираат на листа. Сега очекуваме и од тие јавни повици да се јават луѓе да се конкурират. За приклучна механизација веќе имаме најавено доста луѓе кои веќе спремаат документи, барат понуди и така натаму, така да ќе има и тие. Верувам дека ќе има доста и за приклучна механизација. Ако не други тие што имаат трактори земено последните 10 години имаат право да конкурират за тоа, зашто за приклучна не е ограничено тоа ако се зема порано и не може да земеш сега. Две лица од село Никулјане викендов физички нападнале таксист во Куманово кој ги превезувал од Никулјане до улицата Тоде Думба, соопшти Министерството за внатрешни работи. Според МВР, освен што го нападнале возачот, патниците не ја платиле ниту такси услугата. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Куманово аплицираше со 27 проекти на вториот владин повик за финансиска поддршка на општините за реализација на инфраструктурни проекти. Со повикот се предвидени средства во висина од 15 милиарди денари или 250.000 евра. Проектите на општина Куманово се во износ од 800 милиони денари. Реконструкција на улица 425 во населба Иго Тричковиќ. Изградба на дел од улици 722, 723 и 716 во местна заедница Перо Чичо, локалитет Главно поле, општина Куманово. Изградба на дел од улици 716 и 719 исто така во Перо Чичо, локалитет Главно поле. Изградба на дел од улици 717, 725 во населба Перо Чичо, локалитет Главно поле. Изградба на улица Амној со 4 крака. Реконструкција на дел од улица 600 од Кумановска бања во урбана единица Перлици. Изградба на гасоводна мрежа со траса од улица 11 ноември до Основно училиште Толи Зордонис, улица Авној со видео Смилевски бато, дел од улица Народна револуција, улица Доне Божинов до населба Карпош, улица Тоде Думба, улица Никола Тесла, улица Драган Стопаревиќ. Осмиот проект е изградба на гасоводна мрежа на улица Горно Милановачка, улица Вареждинска. 9. Реконструкција на улица Индустријска. 10. Фаза партерно уредување, реконструкција на спортска сала и изградба на систем за ладење и грејење, реконструкција на спортска сала. 12. Фаза електрика, фотоволтаици, реконструкција, тоест изградба на фотоволтаичен систем на самата спортска сала. 13. Реконструкција на дел од старечки дом Зафир Сајто. 14. Изградба на детска градинка на катастарска парцела 25906/1, 25912/2 и други парцели во населба Гоце Делчев Зелен Рит, или тоа е она земјиште за кое што своевремено општина Куманово
плаќаше согласно судска одлука големи средства за обештетување на поранешните собственици. 15. Реконструкција на дел од улица 715 во местност викана Гладно поле Куманово. 16. Реконструкција на дел од улица Благоја Думановски Пецаклија населба Перо Чичо. 17. Изградба на нов мост на река Крива река во село Довезенци. 18. Реконструкција на улица Киро Фетак и крак од улица Киро Фетак во општина Куманово. 19. Реконструкција на дел од улица Веселин Вуевски од улица Карадачки одреди со улица Есперанто Куманово. 20. Реконструкција на дел од улица Васко Карангелевски во Куманово. 21. Реконструкција на улица Барам Шавани, што претходно го спомену. 22. Реконструкција на градска капела на градските гробишта во Куманово. 23. Реконструкција на водоводна мрежа на улица 11. октомври од улица Гоце Делшев до улица 4. јули. 24. проект реконструкција на фекална канализација на улица 11. октомври од улица Гоце Делчев и улица Сава Ковачевиќ па се до центарот на градот. 25. Основен проект за реконструкција на основно училиште Кочо Рацине или комплетна реконструкција на оваа основно училиште. 26. Реконструкција на основно училиште Вера Которка во село Клечовци и 27. Реконструкција на локален пат од крстосување со постоечкиот пат Куманово село Опчиња па се до село Романовце до асфалтната база или тоа е онаа позната траса што ја користат товарните камиони при влез во Куманово и излез од Куманово кога носат градежни материјали и друг материјал од постоечките каменоломи кои што функционираат на локалитет Краста. Општинското основно училиште Карпош од село Уминдол викендов организираше филмска вечер во соработка со Фотокиноклуб Козјак од Куманово и Издруженијето за локален и рурален развој Руралума 100. Во летното кино на Отворено беа проектирани два аматерски филма инспирирани од делото на Видое Подгорец. Учениците под менторство на наставничката Катерина Димитриевска-Арсеновска ги снимиле филмовите 100 сонца и Прости ми канаринке, второ награден проект на државниот конкурс Средби под јаворите, истакна директорот на училиштето Мирослав Димевски. Останатите две филмски остварувања на Лепница и Јуан од соседството беа од ревијата на меѓународниот фестивал на краток филм Филмај. Проектот на основното училиште Карпош е поддржан од општина Куманово. Горд сум на училиштето и на местото затоа што ваква манифестација досега немало во нашиот град. Ние сме пионери во ова работа. Имаме снимано два филма кои се во продукција на училиштето. Повод беше манифестацијата во Струмица која се одржува Средби под јаворите и минатата година се снимаше филм, не освои, беше номиниран за награда, но не освои никаква награда. Оваа година за наша среќа освоивме втора награда на државно ниво и тоа ни даде потик да направиме една филмска вечер, една ваква манифестација, а се надевам дека ова манифестација нема да застане тука, туку ќе направиме напори идната година да направиме едно фино културно лето во рурална средина и да трае неколку дена, со што ќе опфатиме не само филм, туку и поезија и други културни случки, за да заживее местното население, за да се осети живоста и да се види дека во малите места може да се случуваат и големи настани, како што е овој сега, впрочем, што присуствувате. Ние дознавме дека деца од ова училиште, односно од ОУ Карпош од село Уминдол, има добиено втора награда на директорот ќе ви каже повеќе за манифестација во Струмица.
не контактира дали можеме да ја збогатиме програмата, да не биде само еден филм, да додадеме филмови као ревијална вечер, односно да направиме од Филмај. Тоа е наш интернационален фестивал на краток филм, кој више се организира 7 година поред. Заврши односно фестивалските вечери беа во мај, крај на мај. И супер испадна соработка да ги поддржиме овие деца да продолжат во својата работа, да снимаат уште филмови и така натаму да ги поканиме наредна година да учествуваат на Филмај за 2026 година и така натаму. Па, јас бев, таа беше снимател, заедно бевме, беше интересно тоа што се дружевме, тоа за нас беше убаво искуство. За дружење беше одлично, имавме многу настани за снимање, беше супер. Па, нас би ни било чест да продолжиме за вакво нешто, сакаме да бидеме дел од тоа и сигурно дека ќе продолжиме. Да, се надеваме. Па да, многу убаво време поминато. Во фајето на Центарот за култура Трајко Прокопиев утре вечер во 18 часот и 30 минути ќе се одржи промоција на стихозбирка и композиција на клавир во потрага по душа близначка од Филип Петровски. Промотори на стихозбирката ќе бидат Драгица Стаменковиќ и Анкица Бојковска. Куманово Скелетонс ја заокружија својата најуспешна сезона досега. Со освоено второ место во првата српска флек фудбал лига, клубот го донесе првиот пехар во историјата на македонскиот флек фудбал. Овој подвиг е круна на повеќе годишната посветеност, страст и напорна работа на еден тим кој од соништата направи реалност, пишува во соопштението на Скелетонс. По дебитантското 4-то место и минатогодишното 6-то сезонава Куманово Скелетонс блеснаа со квалитетна и тимска игра, оставајќи зад себе поголем дел од српската конкуренција во Лига на земја која беше 17-та на последното светско првенство. Овој резултат не само што е голем чекор за клубот, туку представува и историски момент за развојот на флек фудбалот во Македонија.